По изборите бевме непријатно изненадени од една постизборна политичка платформа од туја држава. Платформата е постизборен документ изработен и подпишан во туја држава во кабинет на странски државник и со посредство на премиер на туја држава. Содржината на платформата е надвор и од Уставот и од Охридскиот рамковен договор. Со оваа платформа се загрозува сувереноста и независноста на државата, доведувајќи ја во положба на починетост или зависност спрема друга држава. Со оваа платформа Република Македонија е уценета, а нејзината унитарност, сувереност и независност се загрозени. Процесот на постизборно коалицирање и формирање на нова влада стана заложник на оваа постизборна платформа од туја држава. Наместо конечно да излеземе од политичката криза, поради оваа платформа ние за жал заглавуваме во уште подлабока криза во која се доведува во прашање темелните државни интереси на Република Македонија и нејзините граѓани. Долго време очекував дека одредени политички партии ќе покажат државотворност и зрелост и јавно ќе одбијат воопшто да зборуваат за таква туѓа постизборна платформа. За жал, видовме дека наместо веднаш и без дискусија да ја отфрлат, некои почнаа со неа да лицитираат, не сваќајќи дека всушност лицитираат со унитарниот карактер на државата, со идентитетот на граѓаните и државните интереси. За карактерот и иднината на државата не може да се преговара, ниту да се водат разговори на нетранспарентен начин. Граѓаните имаат право да ја знаат вистината за содржината од разговорите. Но и за ова има решение. За време на средбата од господинот Заев побарав јавно и јасно да ја отфрли и осуди оваа платформа, бидејќи македонските граѓани на изборите гласаа за реформите и за исполнување на обврските од договорот од Пржино, а не за постизборна платформа на туѓа држава. Од тука, втората суштинска забелешка е дека разговарање за содржина или преговарање за платформа на туѓа држава е спротивно на Уставот на Република Македонија. И не само тоа, туку преговарањето и префаќањето на туѓа платформа е казниво дело според кривичниот законник, бидејќи тоа значи доведување на Република Македонија во положба на починетост или зависност спрема друга држава. Драги сограѓани, од меѓународната заедница очекуваме јасно и јавно да ја осуди таквата платформа која представува бескруполозно мешање во внатрешните работи и редефинирање на унитарниот карактер на нашата држава. Многу добро се сеќаваме дека меѓународната заедница излегуваше со такви ставови во случај со други држави од регионот. За жал, во случајот со Македонија, такво јавно осудување немаше. Ваквиот гласен молк ни потврдува дека иднината на Македонија сега зависи само од нас, нејзините граѓани и нејзините институции. Мојата порака е јасна. Штом се воздржа од осудување на платформата што ја загрозува сувереноста и унитарноста на државата Република Македонија, сега меѓународната заедница треба исто така да се воздржи и од наметнување решенија кои би биле во спротивност со државните интереси на Република Македонија. Почитувани сограѓани, преговарањето за платформа на туѓа држава значи негирање на суверенитетот и самостојноста на Република Македонија, како што е наведено во член 1 од Уставот на Република Македонија. Во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Никој од граѓаните на ниту еден демократски избран представник не му дал право, преговарајќи за постизборна платформа на туѓа држава, да го загрозува суверенитетот на Република Македонија. Македонските граѓани на изборите гласаа за партиски програми, а не за постизборна платформа на туѓа држава. Ова се сериозни моменти од историјата на Република Македонија. Секој еден од нас мора најодговорно да се однесува, затоа што секоја погрешна одлука може да има несогледливи катастрофални последици за иднината на државата.